Топката е во ваши раце и она што треба да го направите се уставните измени. Ова е пораката која претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен му ја пренела на премиерот Христијан Мицкоски на денешната средба како резултат на турнејата која имаше на Западен Балкан, ја заокружи токму со Македонија како последна земја. Високата представничка на Европската унија на мрежата X се огласи веднаш по средбата. Целосно ја поддржуваме Северна Македонија на нејзиниот пат кон Европската унија. Можете да сметате на нас. Следниот и единствен чекор пред отварањето на преговорите е јасен. Треба да ја направите договорената уставна промена. Топката е во вашиот двор. ЕУ е подготвена. Од владата после средбата пак со кусо соопштение се огласија дека Македонија е таа која очекува од Европската унија јасна и конкретна посветеност како потврда на европската перспектива и поддршка за граѓаните кои со децении остануваат посветени на европските вредности. Во дописот се наведува: на средбата се разговараше за европската перспектива, напредокот на реформските процеси, економската соработка, енергетската безбедност и дигиталната трансформација. Премиерот Мицковски ја истакна решеноста на владата да ја забрза за евроинтеграцијата на државата преку конкретни резултати и исполнување на европските стандарди. Тој посочи дека државата очекува од Европската унија јасна и конкретна посветеност, како потврда на европската перспектива и поддршка за граѓаните кои со децении остануваат посветени на европските вредности. Средби фон дер Лајен имаше и со шефицата на државата Гордана Силјановска-Давкова, која исто така уште во текот на денот претходно посочи дека ќе очекува конструктивни предлози и решенија за надминување на спорот меѓу Скопје и официјална Софија. Јас очекувам после нејзината храбра изјава дека треба да се предизвика или да се урне штитот на консензусот како нужен за исчекор или за евроинтеграција, да чујам креативни предлози и решенија. Дел од агендата на високата представничка на ЕУ беше и средбата со собранискиот спикер Африм Гаши. Првиот опозиционер Филипче пак не се најде на списокот за средби, но денеска јавно ја праша владата кои се плановите за европската перспектива на земјата. Не, средба со фон дер Лајен не е најавена. Во тој контекст ние чекаме испорака од владата. Ние чекаме државата да тргне напред. Еве, немаме план, ниту визија, ниту на тоа поле. Ништо не се случи изминативе година и пол дена. Веќе се затвораат кластерите целосно во Црна Гора и во Албанија. Многу е веројатно дека до 29 година ќе станат земји членки на Европската унија. Владата треба да каже што ќе правиме ние. Пред посетата на Скопје, фон дер Лајен ги посети земјите од Западен Балкан, како Албанија, Црна Гора, Србија, Косово, Босна и Херцеговина.